Значи имаме слободни болнички капацитети за сместување на пациенти заболени од COVID-19. Во моментов значи имаме 104 пациенти на болничко лекување. Имаме 20 слободни кревети и повеќе од 20, можеби во меѓувреме е некој испишан. Значи имаме благ тренд на намалување на бројката, меѓутоа далеку од тоа дека можеме да бидеме спокојни, да велиме дека бројките се драстично намалени. Пак ќе апелирам, значи ако велиме во оваа битка сите сме заедно, треба сите да си помогнеме што полесно да се справиме со пандемијата и да овој број навистина биде намален, за да можеме не само новогодишните празници да ги дочекаме спокојно, туку во 2021 година да влеземе со што помал број на заболени и да очекуваме веќе во 2021 година да се стави крај на пандемијата. Каква е состојбата на заболените, на хоспитализираните? Значи за нијанса е намалена потрошувачката на кислород, што значи дека имаме полесни и средно тешко болни, меѓутоа доаѓаат и тешко болни пациенти со кои што навистина водиме битка за секој човечки живот. Оние што се навистина во исклучително тешка состојба ги упатуваме во скопските клиники или во 8 септември. Што да ни кажете? Повелете. Кога ќе започне да функционира модуларната ковид болница? Значи, градежните работи се веќе во тек. Во тек е поставување на тампон и припрема на подлогата на која што ќе биде поставена монтажната болница. Инфраструктурните работи, значи ќе ги завршат јавните предпријатија кои што се под општина Куманово, со нив соработуваме, значи постојано сме во контакт и на терен излегуваат со нас. Очекуваме некаде околу 25 декември да биде поставена болницата, а потоа секако внесување и на инвентарот, значи новата година се надевам дека ќе ја дочекаме со веќе поставена модуларна болница.